на Министерството за култура и туризам. Се извинувам. Искрено се радувам што конечно во ова собрание во кое сум веќе 5-та година, конечно на дневен ред се најде точка која се однесува на туризмот и законите кои што ја уредуваат материјата туризам и што воопшто можеме да отвориме дебата за туризмот во Република Македонија. Изминаа години во кои имавме само ке туризам, односно се што беше поврзано со туризмот беше и остана со претходната власт само на ниво на најава. Наследивме стратегии со одамна изминати рокови, модел за субвенционирање, кој што исто така остана само на ниво на најава и за кој само се говореше, а ништо не се превзеде за да се смени, зашто ево веќе во ново законско решение имаме обврска да се промени овој модел на субвенционирање. Останаа закони кои мора да се менуваат, бидејќи туризмот се менува со огромна брзина и ако не се менуваме и прилагодуваме на светските трендови, не само што стоиме во место, туку и многу назадуваме. Со самото тоа, за јавноста ќе потенцирам дека новата влада се соочи со предизвикот од корен да се посвети на туризмот и туристичкиот развој на Македонија, зашто сведочи ево и денешново предлог законско решение со кое всушност се поставуваат темелите на идниот туристички развој. Морам да напоменам дека во предизборната програма на ВМРО-ДПМНЕ основна заложба беше туризмот да влезе под закрила на културата, бидејќи сите знаеме дека станува збор за поврзани и меѓусебно неразделни поими. За волја на вистината, со Законот за организација и работа на органите на државната управа, Министерството за култура прерасна веќе во Министерство за култура и туризам, согласно, како што кажав, нашето ветување во програмата со која ја добивме историски најголемата поддршка од граѓаните. Со денешниот предлог закон сметам дека туризмот зазема важно место во структурната поставеност на Министерството за култура и туризам со цел системски опфат на целиот туристички сектор, туроператори, туристички агенции, хотелско-угостителски објекти, превозници во туризмот, туристички водичи и области поврзани со создавање квалитетен кадар во туризмот. Извештајот од Државниот завод за статистика ги даде веќе првите позитивни факти за туризмот, кои говорат дека во првите 4 месеци туризмот, односно бројот на гости и ноќевања, расте со историски 20% споредено со истиот период од лани и во април, но и во првите 4 месеци. И веќе се менува структурата на туристите, веќе гледаме повеќе туристи од Германија, Франција и така натаму. За следната година се планира најмалку половина милион ноќевања надвор од сезоната на Охрид, што посебно ме радува и што навистина ќе значи многу за нас како земја. Минатата година имавме 200.000 туристи, оваа година целта ни е да стигнеме до 4 милиони ноќевања и до 1,5 милион туристи. Дали ќе успееме, сите се надеваме дека да, и како што гледаме со активната работа и посветеност на владата сме на добар пат кон тоа. Како што спомнав, првите параметри се добри и ме радува што тоа продолжува и во првиот месец од вториот квартал во април. Речиси 21% зголемен бројот на странски гости, за скоро 20% ноќевања од странските гости, што ќе биде добар импут секако за бруто домашниот производ во вториот квартал. Како што спомнавме, се радувам што со денешново предлог законско решение ќе креираме услови за подобра координација, истражување, маркетинг, субвенционирање и развој на туристичката понуда и она што исто веќе го напоменав, што ме радува е што за целосна примена на законот ќе биде потребно донесување на конечно на нов подзаконски акт кој ќе ја регулира постапката за субвенционирање во туризмот, вклучително и формата, висината и содржината на барањата, нешто што со години само се говореше.
Советот за промоција и поддршка на туризмот, исто така, среќна сум што во неговиот состав има навистина квалитетни луѓе кои што сигурна сум дека ќе се посветат на туристичкиот развој, на анализа, на доставување на податоци, на алармирање доколку нешто треба да се подобрува и така натаму, со тоа што имаме представници од туристичките стопански комори, туристичките здруженија, асоцијации и федерации, представници од високообразовните институции од областа на туризмот, експерти од областа на туризмот и маркетингот, представник од Сдруженијето на единиците на локалната самоуправа, бидејќи токму локалните самоуправи најдобро ги знаат потребите на туристите секој во својата област. И ќе кажам дека задоволна сум со наведеното дека на Советот му следува соодветен надоместок во зависност од бројот на одржани седници и од обемот и сложеноста на извршената работа, не како до сега работеле не работеле да добиваат надоместоци. Добро е што Советот ќе заседава најмалку еднаш на секои 3 месеци или по барање на Министерот за култура и туризам, што ќе значи алармирање, како што спомнав, и навремено пренесување на сите релевантни податоци. За крај ќе спомнам само дека позитивните бројки кои што ги гледаме во туризмот не се само бројки, туку значат посветена работа, визија и конкретни чекори за вистински туристички развој. За волја на вистината, факт е дека туризмот конечно се случува, веќе не е нешто што се случува стихино, кој дојде, туку се работи, се лобира, се промовира државата на секој чекор, имаме нови авиолинии со кои ја поврзуваме државата, инфраструктурно се развиваме за поудобен престој на туристите и секако за препорака и промоција за нивно следно доаѓање во Република Македонија. Јас посакувам многу успех и очекувам дека ќе имаме навистина успешен туристички развој, бидејќи токму ова законско решение е всушност појдовна основа за да можеме со која ги поставуваме основите за понатамошно делување во насока на туристички развој и промоција на Република Македонија, онаква каква што заслужува. Ви благодарам.